Извориштето шум ќе биде прогласено за заштитено подрачје, а се очекува и одлука од владата за легално користење на водата. Изработен е плана, наскоро треба да започне и санација на изворот. Ова се мерките што ќе ги преземат надлежните, откако речиси цел месец Стружани немаат питка вода. Иако матноста е подобрена, се уште е на сила забраната за користење на водата од градскиот водовод. Имаме веќе чиста вода овие 2-3 дена. Меѓутоа, од Институтот за јавно здравје ни препорачуваат уште да се чека, иако имаме добри резултати, меѓутоа треба да се стабилизира целокупната ситуација за да се искористи таа вода. Загадувањето на водата во Струга се случи на 9 февруари како последица на нелегални ископи на минерали, а во близина имало и депонија и угостителски објекти. Инспекторите од Државниот инспекторат за животна средина биле на терен и истовремено е констатирано дека изворот во случајот јавното претпријатие водовод и канализација нема соодветна дозвола за користење. Се дадени насоките и барањето од страна на општината е поднесено и ќе се следат сите законски патишта за да стигнеме до цел. Во меѓувреме, додека Стружани немаат вода за пиење, во теке реконструкција на водоводната мрежа во должина од 6 километри. Загадувањето на водата е под лупа и на јавно обвинителство. Општина Струга на аукција ќе го продава автомобилот Ауди А6 на поранешниот градоначалник Рамис Мерко по почетна цена од 1.344.636 денари или 21.800 евра. Проценката на вредноста на автомобилот ја дал овластен експерт, а наддавањето ќе се одржи електронски на 16 март. Конечно, многу коментираниот автомобил на поранешниот градоначалник на Струга ќе им се врати на граѓаните. Преку продажбата на ова возило кое стана вирално во медиумите во земјата и пошироко како автомобилот со волан од змиска кожа или како убавата кола, овој подвижен имот ќе се претвори во финансиска ликвидност во буџетот на општината. Со средствата од продажбата на автомобилот ќе се набави комбе кој ќе служи за потребите на општинската администрација и спортските клубови во градот. Ги покануваме сите заинтересирани да учествуваат на аукцијата, велат од општина Струга. Градоначалникот Менди Ќура вели дека ниту еднаш не ги користел автомобилите од возниот парк на општина Струга со цел максимална рационализација на високите трошоци создадени низ годините. Општина Струга го купи луксузното Ауди А6 за 67.000 евра, а тогашниот градоначалник Мерко беше обвинет за злоупотреба на службената положба затоа што го набавил автомобилот во време кога општината била со блокирана сметка. Судот донесе ослободителна пресуда поради непостоење основ за кривична одговорност. Хуманоидните роботи Алшар 1 и Алшар 2 создадени во Охрид денес се веќе комерцијализирани и можат да се видат во технолошкиот парк во Скопје, каде што се демонстрираат пред посетителите од земја и странство. Едниот робот има улога на професор и симулира училница на иднината, додека другиот може да се користи во забавната и туристичката индустрија како диџеј, но и на рецепција или во услужни дејности. Тие се веќе комерцијализирани и се наоѓаат, како што кажав, Скопје во технолошкиот парк N99. Да, и тука се видливи за сите граѓани на Македонија, а и за странци кои сакаат да искусат едно ново искуство од иднината. Роботите ги изработи охридскиот професор и иноватор Анис Сефиданис, кој објаснува дека станува збор за хуманоидни системи кои користат вештачка интелигенција за комуникација со луѓето. Во Охрид беа изработени два хуманоидни роботи, Алшар 1 и Алшар 2. Тоа е автомат кој користи вештачка интелигенција за да овозможи интеракција со корисници во различен даден контекст. Првиот имаше идентитет на диџеј и привлече многу меѓународно внимание, беше на BBC, според Bloomberg, Adria, во топ 5 иновации за 2024 година. Еден од роботите веќе беше представен пред јавноста како диџеј во Охрид со цел да се покаже дека технологијата може да биде дел од забавата и атмосферата, а не закана за луѓето. Прикажавме сценарио дека роботите не се секогаш опасност за луѓето, ние ги доживуваме како опасност кога е загрозена нашата работна позиција или нашиот идентитет,
но ако се дел од атмосфера каде што можат да придонесат за забавата и атмосферата, тогаш се многу добро прифатени и всушност Алшар еден како диџеј имаше многу позитивен фидбек. Вториот робот пак има поинаква улога, да биде дел од образованието и да симулира училница на еднината. Тој им предава на студенти. Алшар 2 моментално се наоѓа во Технолошкиот парк во Скопје, N99, каде што има улога на професор. Симулираме школа или училница од иднината, во кое се менува целиот пристап на образованието. Според професорот, со помош на вештачката интелигенција се овозможува нов пристап кон учењето, во кој студентите активно учествуваат во процесот и самите доаѓаат до знаењето. Роботите можат да се применуваат и во други области, од туризмот и услугите до различни индустрии, каде во иднина роботиката се очекува се повеќе да го дели работниот простор со луѓето. Согласно календарот за 2026 година за подигнување отпад од пластика и хартија од кантите за селекција, јавното претпријатие Охридски комуналец ги подсетува корисниците на услуги од улиците Железничка, Прилепска, Винковачка, Будва, Крали Марко и 8 март, дека на ден 6 март, петок, ќе врши подигнување на отпад од пластика од жолтите садови и хартија и картон од сини садови од кантите за селекција. Се молат граѓаните од наведените улици да го почитуваат календарот за подигнување селектиран отпад, како и правилата за одлагање само пластика и картон хартија во жолтата и сината канта. Нашата иднина зависи од секој од нас, порачуваат од Охридски комуналец. Во Охрид денеска имавме облачно време со услови за повремен слаб дожд во попладневните часови. Максималната дневна температура се искачи до 14 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветар од северен правец. Утринската температура од 2 степени, а максималната дневна до 13 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -2 до максимални 19 степени. Во сабота ќе превладува претежно сончево време, потоа во следните 2 дена ќе има зголемена облачност со услови за слаб локален дожд и пониска дневна температура. Од вторник следува период на стабилно време со пораст на дневната температура.